Со векови наназад во Пијанец, многу чести и популарни биле седенките. Луѓето се собирале за да се видат, да поразговараат, тие што знаат да пеат, да запеат, тие што знаат да свират, да засвират. И на крај, сите заедно да развихрат големо оро. Младите исто така се собирале за да се видат, да се бендисаат, да си упатат по некој скриен поглед, да му испратат срамежлива насмевка, да му дадат некаков знак, како што велат старите, на оној на кој веќе му го фрлиле меракот. Имало и луѓе кои раскажувале приказни, кажувале досетки и се шегувале. Нека се влечени шубаци като смокни с врабаци, като смияни с папраци. Ай от мене на тебе, от тебе на Зиго, от Зиго на Замариго, да сме здрави и живи. Кога ни е най-лошо, се така нека ни. Добро дошли, море. Некој пат, во не така далечното минато, наназад 30-тина и повеќе години, во Пијанечко беа мощно популарни и седенките. Се правеа седенки помала, да речеме горна мала седенка, па долна мала седенка. Седенка кај што ќе можеа да се видат младите, да се бендисаат, да разменат мисли, тие што знаат да свират, да засвират, тие што знаат да пеат, да запеат, тие што знаат да играат на крајот, да заиграат, а тие што знаат да кажуваат убави згоди и незгоди и досетки, разни игри се играа на седенките некој пат. Седенките беа, така да речам, единствена убава разонода, зашто немаше радио, немаше телевизија и тоа беше мощно пријатно. Ние се обидовме вечерва да дочараме од прилика како изгледала некогашната седенка. Се надевам дека беме добри домаќини организаторите со убави благослови, а исто така учесниците во седенката донесоа
прекрасни подготвени домашни специјалитети за токму за оваа прилика, така некако како што правеле во минатото оние кои организирале седенки. Седенките биле единствената разонода, единственото убаво нешто. Седенките представувале простор за изјава на луѓето. Во чест на тоа што некогаш било Сдруженијето на раднокрајни автори Пијанечки глас и Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров Делчево решија да ни долова дел од атмосферата на некогашните седенки. Оваа етноседенка е завршниот дел од реализацијата на проектот Сино жолто зелено, творам постојам, кој е дел од годинашната програма на истоимениот проект на Министерството за култура. Вечерашнава седенка, така наречено на етна седенка, е дел од проектот Сино жолто зелено, творам постоја. Уствари, вечерва значи ние се дружиме, затварајќи го проектот со конечниот производ Алманах и DVD, CD од претходниот настан, кој што го направивме на 10 јуни, на Денот на културата во Република Македонија. Тоа ни иницираше нас вечерва да направиме една етноседенка на која што ќе покажеме нешто повеќе со движното културно наследство, поточно како се игра, како се пее, како се негува етно носијата, етно јадењето, етно кујната и ќе се забавуваме на начин на кој што нашите предци со задоволство тоа го правеле. Никогаш не треба да ги заборавиме нашите корени и треба да ги негуваме. Мене ми е чест и гордост што вечерва сум облечена во народна носија, којато што самата ја обезбедив и веќе е моја лична. Горда сум на тоа, значи, и посакувам во тој тренд да се движиме. Тоа е дел од нашиот пијанец, воедно наша иднина на која што можеме да се потпреме, значи имаме големи капацитети на кои што можеме да се потпреме, да одиме напред и да развиваме етно туризам. На оваа седенка ќе бидат представени етно кујната во нашиот пијанец, поточно се што се готвило од производите што се жнееле. Рж, јачмен, пченица, пченка. Значи, зелник, боденик, баница, качамак, потоа пиперки, подлучени, матеница. Значи, се лоциравме на тој дел од нашата етнокујна. Да не одиме прешироко, па да не знаеме кој што донел, како донел. Значи, тука се сконцентрирахме, зашто тоа е малку па и една специфика на нашиот крај. Горда сум што вечерма со нас манифестацијата можеме да ја наречеме меѓународна, зашто со нас вечерва се и групата Лепи вино од Сандански, поточно нивното ателие и нивната работа е во град Мелник, Република Бугарија. Тие дојдоа со нивното синче, ќе имаме можност вечерва да ги видиме сите со свој настап и на тој начин еве однапред сметам лично дека ќе ни биде сосема успешен настанот. Штотоку испечени погачи, зелници, баници, качамак, подлучени пиперки, матеница,
од сетарка со лук, краставица и пипер, пијанечка ракија, печен компир и други пијанечки традиционални јадења од македонската етно кујна беа дел од богатата трпеза на етноседенката. Тие традициони јадења се направени од постари нашите мајки и така ние правиме сега, продолжуваме традицијата. Најпрво тоа се вика буденик и повеќе се месе со квасец и кисне, па се расука и се остава да кисне па и се налага акорите една по една и се печат после. Се става урда, може јајца, се. А тоа се вика баница. Баницата потенко се сука, може и без квасец да биде. И затоа она право се расукува и се пече. А третото се вика зелник. Зелникот се прави исто со пресни кори и средината се става зеле. И шом се става зеле и се името го е добило зелник. Толку можем да кажем. За пиперките? Пиперките се испечат на жар и после испеченото се излупат. Шом се излупат пиперките, се става лук и зејтина, косака и сол, друго може се. Ние доаѓаме од село Габрово. Како е вашето учество во оваа манифестација? Ние овде учествуваме како културно-уметничко друштво. Овде се представуваме така што од нашето село ние донесовме, како што можете да погледнете, баници, погача, еве тавче и слично. Како се викаш? Филип, Од каде си? од Делчево. Што правиш овде? Ќе тупам на тапан. Гостите од Бугарија Граорско, срцето на пијанец, како што ни раскажаа тие, ја сакаат старата носија, народните песни и народните инструменти и целосно се посветиле на негување на традицијата. По нивните чекори тргнало и нивното синче Александар. Ние идваме од град Мелник, од Санданска општина, Република Българија. И представяме тука пирински носии и инструменти. Свириме на тарамбука, тамбора, гајда, двојанка и други инструменти. И сега не ги носим. Носиите са типични носии за пиринския крај, за Южен Пирин. Специално за традиционното ядене много не мога да кажа, но може да се види, като използвам възможността да ви покана вие па да дойдете на наша седенка, на нашия събор. Подобни неща са, според мене, предполагам според Елена и според вас, щом го правите, много хубави за идващото поколение, за да може да видят каква е била традицията в миналото и, както се казва и при нас по-старому, а при вас сигурно винаги се е казало, да се зачува това нещо. Ние организираме един събор в моето родно село. Както Елена каза, обичаме много старините, старите неща, носиите, инструментите и сме си посветили нашия живот на фолклора и на старата култура.
Така че с този събор, който организираме, също имаме конкурс за традиционно ядене. Идват хора от селата, показват кой от кое село и каква рецепта знае за някаква стара манджа, баница или каквото и да е. Откаде доаѓате? Перник. Тук сме на гости и участваме в традиционната седянка с хубави ястия, баници, кисело млеко, друго, чушки, различни ястия. Носията е типична нашенска, граовска, защото ние Перник сме граово. И за носията си е типична граовска. На сите присутни на етноседенката беше поделен по еден алманах и DVD CD со настаните кои беа дел од реализацијата на проектот. Да ја продолжиме традицијата на нашите предци, баби и дедовци, да го чуваме и негуваме нашето духовно богатство, зашто човек без свој јазик е како дрво без корен, без своја држава и своја култура е како риба без вода. Звукот на тапаните одзвонуваше во затворениот простор. Се уште се осеќаше мирисот на штотоку испечениот хлеб, орото стануваше се побрзо и побрзо. И чиниш часовникот запрел и навистина се наоѓаш на некоја седенка.